6 пациенти хоспитализирани во странство се во многу критична состојба поради тешките и сериозни повреди од пожарот во Кочани. 2 се лекуваат во Љубљана, а 4 во ВМА во Белград. Хоспитализирани се и 6 нови пациенти, 5 на токсикологија и 1 со комбинирани респираторни проблеми и изгореници, информираат здравствените власти. Министерот Тарвари смирува дека состојбата на останатите пациенти е релативно стабилна, но не ја исклучува можноста од можни непредвидливи компликации. Сите што се во домашните болници вкупно 54 пациенти засега се во задоволително добра состојба, вели министерот, и најави дека од понеделник ќе има нови списи на повредените. Надвор од државата се 115 пациенти. Добрата вест е тоа што ако првиот ден неделата кажавме дека 20 се многу критични, пред 2 дена кажав дека 10 се многу критични, денеска кажувам дека се само 6 во многу критична состојба, да се надеваме дека таа бројка нема да се покачи со евентуални компликации кај другите пациенти. Некои од пациентите веќе планираме идната недела да се враќаат. Здравствениот кризен штаб крои планови како и каде ќе се лекуваат пациентите по враќањето од странство. Дел од повредените ќе бидат на скопските клиники, а полесните случаи во болниците од внатрешноста. Ќе подготвуваме протоколи кои што ќе бидат прифатени од кризниот штаб, објавени транспарентно, за да се види како ќе се третираат. Прво ќе ги примиме во болниците, па потоа ќе ги пуштиме дома. По информациите што ги добиваме од овие болници, што се надвор од Македонија, тие дури можат да се вратат со комерцијални летови. Борбата не е завршена затоа што сега почнува ризикот од инфекции и допарва, престои можно влошување на состојбата, алармираше директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски. А во однос на информациите во јавноста дека пациентите кои се лекуваат во странство се изложени на трошоци, тој демантираше, уверувајќи дека болничкото лекување надвор од државата на сите повредени пациенти е целосно бесплатно. Дел од социјалните медиуми имаше различни информации. Лекувањето на сите наши повредени во странство, сите 115 е на сметка на државата Македонија или на сметка на државите кои ги презема. Значи, има 100% покриеност на болничкото лекување и било какви други информации не се информации, туку се дезинформации. Без задоволителни микробиолошки и токсиколошки анализи нема да биде испишан ниту еден пациент, тврдат здравствените власти. На скопските клиники се хоспитализирани 27 пациенти, 11 во 8 септември, 10 во градска болница и во приватните клиники се лекуваат 6 пациенти.